Ова година некаде на 3200 хектари е засеан веќе оризот, каде што вкупно некаде околу 3500 семејства кои се директно вклучени во производството на ориз, а најмалку половина од нив кои што и директно имаат и основната екзистенција доаѓа токму од оризот. Ова реколта може да кажеме дека очекуваме некаде околу 17.000 тони оризова арпа. Инаку состојбата ја пратите и вие, она што може да укажеме дека оваа година се направи, односно има едно зголемено покачување на белиот ориз и на арпата, така да цената во моментот се движи од 25 до 30 денари за оризовата арпа или некаде од 50 до 60 денари се движи и белиот ориз. Секако дека светските берзи, каде што значително порасна, тоа значи дека само во некаде 2 месеци од појавувањето на корона некаде за 200 евра беше покачено по тон. Инаку знаете дека оризот е и светски берзански производ, каде што во моментот највисоката цена е некаде околу 1000 евра по тон. Секако дека политиката на субвенционирањето што ја направивме со одвојувањето на оризот од останатите житни култури, ја враќа оваа култура на нивото од пред 20 на години, која беше главна земјоделска култура и препознатлив бренд на Кочанскиот регион. Во таа насока, програмата за 2020 година, субвенциите се зголемени по обработлива површина, каде што со задолжително користење на семенски материјал од 12.000 се на 25.000 денари, а за оние производители на ориз кои што не користат сертифициран семенски материјал, субвенциите се зголемени од 6 на 18.000 денари. Да напоменеме дека и преку програмата за 2019 година се воведоа дополнителни субвенции како интервентна мерка, и тоа за 5 денари по килограм. Секако дека за производството на ориз е потребно непречено и стабилно наводнување на земјоделските површини. За таа цел во 2020 година на подрачјето на делување на брегалница, кочани, беа исчистени земјени и бетонски канали, речни корита, за што е користена постоечката механизација. Во овој период машински се исчистени 150 км земјени канали, 20 км бетонски канали, исчистено е и речното корито на реката Брегалница во должина од 2,5 км, а рачно се исчистени 50 км главни и споредни бетонски канали за наводнување. Водата за наводнување на оризовите површини пуштена е секаде, но поради сушниот период од почеток на годинава потребно е рационално користење со цел успешно завршување на сезоната. Со ова би сакал да напоменам дека заедно со градоначалникот утрово извршиме и во увид на градежните активности на браната Речани, каде првата фаза од изградбата е завршена и сега течат активностите за втората фаза. Ова капитална инвестиција, која започнаме во 2019 година, а според динамичкиот план треба да заврши до крајот на 2024, ќе овозможи снабдување за вода на пиење, стабилно наводнување на земјоделски површини во Кочанското поле од околу 1500 хектари, како и производство на електрична енергија преку изградба на 2 хидроцентрали. Кочанското поле, каде се произведува македонскиот ориз, е една од целите за развој на земјоделството и токму тука инвестираме во различни сегменти. А редовното снабдување на вода за пиење и наводнување е клучниот фактор за постигнување на нашата развојна цел. Ова покажува дека ниту еден регион не е запоставен, така да капиталните инвестиции се во тек и чекор по чекор одиме до остварување на целта. Благодарам.